Почитувани, добра вечер. Во став разговарам со господинот Максим Димитриевски, кандидат и актуелен градоначалник на општина Куманово од Движењето Знам за наша Македонија. Господине Димитриевски, добра вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата за вечерашното гостување. Добра вечер, честа е моја, секако поздрав до вас, благодарност за поканата и поздрав до гледачите. Господине Димитриевски, зад себе имате 8-годишно искуство како градоначалник. Со кои резултати најмногу се гордеете и каде гледате простор за подобрување во наредниот мандат доколку ја добиете довербата од граѓаните? Дефинитивно над 800 реализирани инфраструктурни проекти, многу реализирани проекти во сегмент на култура, социјална заштита, единствени во Македонија со целосно бесплатен автобуски превоз. Ако некои мислеа дека тоа е чисто политички маневар, еве се потврди дека веќе трета година истиот функционира. Мило ми е што еден Белград дојде да го окупира Куманово. Ако издвојам од проектите кој е најуспешен во тие 800, би кажал дека не е инфраструктурен, туку е проектот култура кога славевме 5 века Куманово и ги видов сите кумановчани на улица на еден мега концерт, измешани по етнички, политички, верски состав на едно место, весели, позитивни, и сакам често да ја гледам таа слика. За жал немаме такви буџетски средства во култура. Инаку во дел на инфраструктурни проекти, тие се сите овде, во овој отчет кој што го направив, некаде 800, илустрирам приказ на сите, еве ќе ги набројам, значи 27.700 метри атмосферска и фекална канализација, 9.800 метри нова водоводна мрежа, 348.000 метри квадратни нови асфалтирани површини, 27.000 метри квадратни нови тротоари, 91.000 метри квадратни поставени бекатон плочки, партерно уредување, во други функции 340.000 метри квадратни тампонирање на селски и непроводни патишта, 280 проекти и активности во сегментот на образованието, 23 нови спортски објекти или 4 нови училишни спортски сали и 19 комплетно реконструирани или ново изградени спортски терени, 7.250.000 метри кубни газ испорачани до крајните корисници, 26.500 нови засадени садници, повеќе од 5.000 пакети поделени како социјална подршка во периодот на ковид кризата и по неа, 150 диви депонии повеќе расчистени и поддржани повеќе од 220 културни настани и манифестации од страна на општината и повеќе од 50 поддржани спортски клубови кои што активно работат на територија на општина Куманово и уште поголем број на други проекти кои што овде не се споменати, а за кои што можеби подоцна ќе споменеме. Така, Куманово има значаен економски потенцијал, но дел од граѓаните сметаат дека не е доволно искористен. Вие на стартот на предизборната кампања кажавте дека Куманово мора да биде нов регионален, се извинувам, економски центар и движечка сила на овој дел на Балканот. Како планирате да го поттикнете локалниот економски развој? Имаме оделение за локален економски развој и во рамки на тоа оделение првично направиме регистар на компании во градот. Дополнително е и оваа мерка за бесплатен автобуски превоз во енергетската криза, особено им се најде на високотрудовите гранки кои што претходно организира превоз за сопствени потреби за вработените, а денеска сите тие или во најголем дел, ако го иземам Дрекслер Мајер како еден од најголемите работодавачи во Куманово, не организираат повеќе сопствен автобуски превоз, туку ги користат нашите јавни услуги бесплатно и тоа е една директна подршка на самите компании. Ако се сеќавате, некаде пред 5 години имавме една индустријска развојна зона која што беше само на хартија, без изградена инфраструктура. Често се зборуваше во јавноста за неја, но за жал немавме заинтересирани ниту домашни, ниту странски
инвеститори. На сите претходни повици немаше заинтересирани, бидејќи немаше никаква инфраструктура. Успеавме со подршка делумно на тогашната влада, а сега енормна подршка на актуелната влада и со сопствени средства на општината да поставиме одредена траса, изградиме делумен степен на изграденост во зоната, пуштиме дел од тие парцели на лицитација, се јавија домашни и странски компании. Првата компанија која што влезе како странски инвеститор беше компанијата Armos Plus од Грција, која што изгради капацитет за производство на префабрикувани бетонски елементи, прагови и други сегменти од бетон, која што многу успешно работи и функционира. Веднаш по неја и една домашна компанија, која што гледаме дека таму гради еден модерен склад, дополнително претходно издадените парцели на кои што немаше инвестиција, им наплативме пенали поради тоа што доснеа со изградба и веќе се реактивира, почна да инвестираат и дојде компанијата Lidl, која што покажа интерес и обезбедивме парцела по пат на јавно надавање, истата се продаде не како некогаш по 1 евро од метар квадратен, туку по 31,5 евро од метар квадратен и денеска таму само од нив имаме инвестиција од некаде 110 милиони евра, а се очекува таа бројка да биде некаде околу 120. Во таа индустријска развојна зона во моментов имаме инвестиции со вкупен износ од над 150 милиони евра и нови капацитети кои што луѓето и нашите сограѓани ќе можат и да ги користат, но првенствено и да се вработуваат. Со Дрекстенмајер, која што беше приватна компанија, приватна инвестиција од страна на домашни и странски инвеститори, значи истата некаде денеска вработува и гравитира со бројка од 1000 до 1600 вработени. И тоа е иднината на Куманово, а што се однесува до регионален капацитет, сметам дека Куманово во следните 4 до 8 години треба да се трансформира во лидер во регионот со економски раст и развој, затоа што нашата геоположба дополнително лоцирана на коридорот 10 и новиот коридор 8, кој што веќе е во тек на градба, е една раскрсница на тие два коридори и таа логистичка позиција ни дава голема можност за домашни и странски инвестиции, особено во делот на изградба на логистички центри. Веќе разговараме и со нови инвеститори, едниот веќе има обезбедено и купено земјиште, прилагодува документација урбанистичка за истото, наспроти самата индустријска развојна зона Новини и Речици за градба на капацитет за производство на монтажни објекти и куќи кои што ќе се произведуваат од современи материјали, се работи за швајцарска инвестиција, имаме писмо за интерес од компанија од Република Романија, која што исто така е заинтересирана да гради логистички центар и голем број на домашни компании што се заинтересирани за градба на забавни паркови и мини-молови, дополнително една компанија за градба на хотел и се надевам дека во иднина таа зона ќе се шири, а по нејзиниот пример ќе отвараме и такви нови индустријски развојни зони во кои што нашите млади ќе добијат поголеми можности и секако цената на трудот ќе биде покачена бидејќи ќе се бара работник плюс. Како планирате да ги поддржите и поттикнете малите и средните предпријатија, земјоделците, занаетчиите и локалните предприемачи во Куманово? Во делот на поддршка на земјоделците, за жал локалната самоуправа има многу малку, па дури нема учество, освен во организација на сајмови и различни манифестации, а што се однесува до малите и средни компании, ние го оформивме локалниот социјоекономски совет, преку кој вршиме дополнителна едукација на кој начин можат самите компании да дојдат до грант средства и истиот се актуализира и активно работи во соработка со локалниот економски развој на поттикнување и едукација на самите наши компании. Што се однесува до конкретни мерки, ќе се навратам дека во
Во ковид кризата ги намаливме сите такси кои што општината ги наплаќа на минимум, а веќе подготвуваме во иднина и таксите, особено во делот на потикнување на занаетчиството, како исто така една многу битна стопанска гранка на намалување на самите такси за занаетчиите, а бидејќи имаме и политичко влијание во овој момент, како нова политичка партија, знам која што е активен актер во владата, ќе предложиме и некои законски измени и решенија во делот на начинот на оданочување на занаетчиите, бидејќи не смееме да дозволиме занаетчиството да замре во нашиот град, бидејќи Куманово некогаш бил занаетчиски центар не само тука, туку и во регионот, и од тоа занаетчиство всушност ние некаде 60-тите години ги правиме индустриализацијата во градот, која што за жал од 90-та година нааму е во една стагнација. Во моментов имаме неколку сериозни компании. Среќен сум што ФЗЦ функционира одлично, дополнително, значи, фабриката Искра по последната приватизација во одлична работна кондиција, значи произведува сегменти и делови за извоз за бродови во Италија и многу други светски компании. Среќен сум на се што ќе се извезе од нашиот град. За жал, високотрудовата гранка, особено чевларството, е во нагло опаѓање поради тоа што се отворија нови пазари на трудот низ светот, каде што се даваат поевтини услуги, она лом производство кое што беше застапено кај нас и како, за жал бројот се намалува, но истите тие работници кои работеа во таа стопанска гранка се преквалификуваат и одат на други работни места. Она што е најбитно е дека успеавме да ги реконструираме сите наши 4 образовни центри или средни училишта, особено средните стручни училишта. Првото е Киро Бурнас, кое што се трансформираше во државен средношколен центар со уфрлување на нови програми на изучување. Второто е Техничкото училиште, кое што е едно од најдобрите и најквалитетните во државата. Интервениравме во целосна реконструкција на гимназија Гоце Делчев и економското училиште, кое се обидуваме да го трансформираме да биде поатрактивно со нови дополнителни смерови за изучување и едукација на младите луѓе. И сето тоа паралелно водиме еден процес со потенцијалната индустрија во нашиот град за да се адаптираат тие наставни програми во делот на секојдневна примена на искуствата на тие ученици кои што утре, откако ќе го завршат своето образование, ќе бидат квалификувани да работат во тие индустријски капацитети. За жал има голем интерес, ќе кажам за жал, за смерот медицински сестри, медицински браќа, бидејќи сите оние кои што ги завршуваат тие смерови во недостиг на можности да се вработат во здравствените институции во нашата држава, поради популарноста на таа позиција за во странство и конкретно во европските држави, каде што постои огромна стара популација или пензионери и е потребен таков кадар, си заминуваат во странство, но се надевам дека еден ден оваа влада ќе успее да изнајде начин како сите тие луѓе да ги врати назад, кога ќе создаде подобри услови за социоекономскиот живот во Македонија и ќе изгради систем на вредности и дополнително функционален систем кој што ќе биде во функција на граѓаните. Господине Димитриевски, кои ќе бидат вашите приоритети во уредувањето на патната инфраструктура, водовод, канализација во наредниот период, докога добиете да верите? Па јас во првиот мандат поставив една стратегија да тргнам да го средувам градот од надвор кон внатре. Што тоа значеше? На прославата 2017 година на 11 ноември, при посета на официјалната делегација од Биелина, во една прилика возачот на мојот колега градоначалник пред мене му рече на мојот возач: јас попрљав град со повеќе кал немам во животот видено. И во ноември е мокро, имаме многу прашина, наслаги на кал по улиците и тоа ме потикна првенствено да го решаваме калот. Тоа значеше дека мора да се реши периферијата на градот
големите урбано-рурални населби и одредени села кои што се во близина на градот, од каде што доаѓаат тие кални наслаги, и така тргнаме со реализација на многу делови во руралните и урбаните средини, а паралелно со тоа се обидев да го заштитам централното градско подручје од дополнителните лоши градби и лошите навики, по примерот на Палас Куманово, каде што имаме изградено стамбена зграда без ни едно паркинг место, по примерот на Меринос, локацијата на Трета Македонска, каде што имате стамбена зграда без ни едно паркинг место. И голем број популарната зграда Бербери на Трета Македонска и голем број на други градби, кои што правеа и на така веќе постоечкиот метеж дополнителен проблем во сообраќајниот метеж, и успеавме во тоа. Јас немам издадено ниту една дозвола за градба во централно градско подручје за градба на стамбен објект или за колективно домување, и изнесовме градбата надвор од градот на локација Проевце, каде што во моментот во соработка со инвеститорите ја решаваме постоечката инфраструктура, каде што имаме усвоено план, но за жал немавме завршено експроприација. Наследивме општина со енормно високи долгови, самата општина над 15 милиони евра, втора на листата на најзадолжени општини во државата, денеска општина Куманово, со сигурност можам да потврдам дека е финансиски најстабилната општина во државата. Наследивме од 6 вкупно јавни предпријатија, 5 беа под комплетна финансиска блокада, успеавме, значи, 3 да ги деблокираме, дополнително го создадовме и Куманово план, значи, денеска имаме 6, и ни останаа 2 блокирани јавни предпријатија, тоа се водовод и чистота, каде што драстично ги намаливме загубите на дел од овие јавни предпријатии, ги вративме основните долгови, но за жал ги уништува каматата која што не запира да тече, првенствено долговите кон Управа за јавни приходи и Водостопанство на Македонија, долгови за потрошена електрична енергија за кое што не било плаќено, и се надевам дека во рамките на третиот мандат ќе успееме да го решиме и финансискиот проблем во овие јавни предпријатија, но пак ќе потенцирам во соработка со владата, бидејќи тие долгови од страна на општината не можат да бидат реализирани во целот, бидејќи нема да имаме развојна компонента во градот. Ако ги враќаме сите тие долгови, нема да градиме ништо. Сите пари ќе ни одат за враќање на долгови, и овде ќе искористам прилика да ве запознавам и вас и гледачите дека вкупниот долг на јавните предпријатија согласно анализите на ЗЕЛС во Република Македонија се над 350 милиони евра, и во тој износ на средства влегуваат и обврските на водовод, нешто по 10 милиони евра, и обврските на чистота и зеленила околу 2,5-3 милиони евра, што претходно беа рапидно поголеми. Значи, целта е да го зајакнеме капацитетот на овие јавни предпријатија, се со цел да даваат поквалитетна услуга. Да не зборувам за опремата во каква состојба беше, дури и нема опрема. Денеска тие јавни предпријатија располагаат, особено водовод, со сериозна опрема, Куманово газ исто така, јавното предпријатие чистота и зеленило со комплета сопствена опрема за зимско одржување, но за жал во ова јавно предпријатие возниот парк, иако е нов, расходот на тие сите камиони кои што работат 24/7 на 4 години, што значи веќе доаѓа моментот кога истите треба да се менуваат, и општината тука мора да влезе во една програма за набавка на нова опрема, да не ни се случува во моментов тоа што се случува со сметот во Куманово поради преголемиот број на дефекти и неможност финансиска неликвидност на предпријатието да ги намири сите обврски кон добавувачите за да истата таа опрема биде редовно сервисирана. Може ли Куманово во наредниот период да стане поуредена, подостапна и пофункционална општина? Докаде изработката на генералниот урбанистички план? Дефинитивно, согласно таа стратегија, работевме во првите 2 мандата максимално на руралниот и урбано-руралниот дел, го заштитивме централно градско подрачје веќе во третата фаза. Тоа е следниот мандат, доколку ја добијам довербата од граѓаните, ќе се посветиме на работа во централно градско подрачје. Јас тоа го велам прв периметар на градот, а тоа е од локација старата џамија покрај пошта, старата црква и новата црква.
сето тоа треба да добие еден модерен и урбан лик, но да подсеќа на старо Куманово со одредени делови, улички, нивно поставување со поскапи материјали, гранитни коцки и така натаму, и да можеме да го спроведеме планот за урбана мобилност, тука ја вклучувам и улица Илинденска и Народна револуција, да добие Куманово дел на пешачки зони кои што во тек одреден временски период на денот ќе бидат затворени за да можеме слободно да се движиме, и дополнително со планот за изградба и конечно решавање на Чоробенско ќоше, за кое што треба да се решат уште еден дел од имотно-правните односи и да се раскине конечно фамозниот договор за стопанисување на тој паркинг со приватните лица, каде што мислам дека тоа ќе успееме в средина на 26-та да го решиме, бидејќи претходно е дадена согласност истиот да се даде од јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор, да се дислоцираат сите оние времени објекти, да се срушат старите и склонопадни градби, тука да се изгради една подземна катна гаража со еден модерен и урбан сквер, за кој што доколку успеам да го изградам и дал предлог да се вика нов плоштад или нов сквер Македонија во градот. Како што знаете, во централно градско подрачје имаме веќе реконструкција на малиот плоштад Маршал Тито и чистење на спомениците во соработка со конзерваторскиот центар, бидејќи тоа се објекти под заштита, и имавме одредени технички проблеми. Имавме проблеми со претходниот изведувач на тие работи, влеговме во правна постапка, го тужиме. Истата компанија изработи многу повеќе од тоа што е платено, но сепак ние не сме задоволни со квалитетот. Влеговме во процес, во меѓувреме распишавме нова постапка со нова компанија, која што се нафати да ги доврши останатите работи. За жал гледаме дека и тие во оскудност на кадри имаат сериозни проблеми со изведбата, ги стопиравме моментално сега. Тимовите се променети, го зајакнавме надзорот и верувам дека ќе ја завршиме таа реконструкција во целост, и се извинувам на граѓаните што моравме да интервенираме во централното градско подрачје, но тоа е неопходно на улица Моша Пијаде, каде што работевме изградба на нова водоводна мрежа, бидејќи старата беше некаде од 60-тите години, целосно дотраена, и Моша Пијаде во рамки на програмата за работа е комплетно обезбедена финансиски, тендерирана, фирма изведена Стентон градба, мислам од Битола, ќе следуваат уште 2 фази на работа на самата улица, додека го добие вистинскиот лик, а тоа е за прв пат во историјата на градот изградба на крак за атмосферска канализација, која што има за цел да ја собере сета онаа вода која што ни се собира на крајот на денот на Октомвриска револуција, и по цела должина на самата улица Моша Пијаде, и пробивање на кракот кој што е во тек на изградба. Ги изградевме подпорните ѕидови на улица Стока, изградите ново изградените објекти на Моша Пијаде и Октомвриска револуција. Со тоа следната година би се затворил целиот тој опфат, а дополнително и да се изгради нова фекална канализација, бидејќи постоечката таму е веќе многу стара, дотраена, со многу пробивање и генерира дополнителни проблеми на самите граѓани. Јас им се извинувам на граѓаните, но мора да потенцирам. Вие не можете да промените цевки без да раскопате. Не можете да изградите нова инфраструктура доколку не раскопате, и барам разбирање од граѓаните, бидејќи сепак се работи за тесно грло во градот, густо населен дел на градот, и ги разбирам сите нивни реакции кои што доаѓаат до мене, но ќе се обидам со новиот изведувач сето тоа да биде сработено најбрзо што може во рамки на периодот на следната година, доколку секако ја добиам поддршката од граѓаните. Втората локација, тоа е локацијата на Бајрам Шабани, каде што исто така имавме огромен проблем со атмосферска канализација. Една од најстарите улици во градот, никогаш немаше тротоари, беше таква како што беше, редовно ја крпевме, за жал секогаш се обновува тие дупки, затоа што немате атмосферска канализација, која што ви доаѓа некаде огромна количина на вода од краста и ви се слева дури до градскиот плоштад. А за изненадување, токму тука во близина поминува главниот градски канал за атмосферските води, а тоа е Серава.
Храбро влегов во тој потек, знаев дека ќе има многу реакции, но еднаш за секогаш мора да се изгради правилна атмосферска канализација на тој опфат. Ја завршивме од левата страна, следуваат прокопи, значи да се обезбедат каналети и од десната страна и подоцна дополнително комплетно ново асфалтирање на самата улица и изградба за прв пат на самите тротоари во рамките на расположивите површини кои што ги имаме на лице место, што значи во централното градско подрачје веќе во третиот мандат сериозно ќе се работи и некаде, се извинувам, околу 37 обезбедени проекти за решавање на најголем дел од улиците на ново формираната населба Гладно поле, во населба како што ние се викаме Ваново Трдло или Перо Чичо, и голем број на други улици во населба Зелен Рид, улиците Авно и Три крака, изградба на фекална канализација. И мислам дека држев брифинг со вас новинарите и ги наведов сите тие проекти. Дополнително за прв пат изградба на нова детска градинка во Куманово, иако имавме над 10 иницијативи во рамките на функционирање на претходната влада, иницијативи каде што граѓаните треба да знаат дека капиталните инвестиции во сегментот на детските градинки, социјална и детска заштита се под надлежност на ресорното министерство и на владата. Ние аплициравме над 8 пати и за жал никогаш не добивме позитивен одговор. За прв пат во оваа влада, бидејќи нормално е, знам функционира во истата, на првата апликација веднаш обезбедиме средства, некаде околу 3 милиони евра и ќе градиме капацитет на детска градинка со 400 деца, со можност за екстензија на 800, согласно важечката одлука што ние на Советот, каде што ќе градиме на таа фамозна локација, каде што своевремено општината беше тужена и плаќаше долгови, а јас во целост го исплатив долгот по основ на камати по приватна пресуда за некоја експроприација која што датира од 80-тите години, дополнително реконструкција на градските гробишта, капелите на градските гробишта и уште многу други проекти и целосна реконструкција на училиштето, најголемото училиште во градот, основно училиште Кочо Рацин. Во рамки на овие изминати 8 години успеавме да реконструираме вкупно 16 училишта во градот. Имаме некаде 26 вкупно, но по број на објекти некаде под 40. Очекувам дека со подршка на владата и искористување на средствата, особено од Министерството за образование за капитални инвестиции, барем од тие што остана до крајот на следниот мандат ќе бидат реконструирани уште половина. Сите тие проекти за училишта се наведени во овој отчет. Јас не би сакал сега поединечно да ги елаборирам, но пак ќе споменам, се работи и за градски училишта, но се работи и за училишта вон градот и во селата. Ќе го споменам училиштето во село Пчиња, училиштето во Уминдол, училиштето во Љубодрак, дополнително, значи основното училиште во населба Перо Чичо, Христијан Тодоровски Карпош и уште голем број на други школски објекти. Успеавме целосно да го реконструираме и училишниот дом професор Михајловиќ во градот. Така да верувам дека ќе се добие шанса да Куманово продолжи во еден континуитет, да расте, да се развива на домаќински начин, како што беше и до сега. Бидејќи се водам од една максима, од еден мој комшија, познат електричар во Куманово, Чичко Радко Босанац, кој што применуваше еден збор и велеше увечеќемо брзину, умањиќемо потрошња. Господине Димитриевски, како планирате да го намалите сообраќајниот метеж во Куманово? Ќе се градат ли, ќе се уредуваат ли сообраќајниците, крстосниците, ќе се градат ли нови кружни текови? Па првично имаме сериозен проблем. Ова е град конструиран за 7000 возила. Нашата инфраструктура, согласно сите стандарди, може да поднесе до 7000 возила. Ние имаме над 30.000 регистрирани возила во градот. Скромни сме со бројот на јавни паркинзи, успеавме времено да поставиме монтажна катна гаража, која што е од времен карактер пред културниот дом и истата сакаме веднаш да ја дислоцираме на друга локација,
од моментот кога ќе биде изградена подземната катна гаража на Чоробенско ќоше. Дополнително изградивме неколку места и паркинзи за паркирање. Едниот е на влезот во градот кај Автомото Сојузот до првиот изграден кружен ток во градот. Вториот паркинг е на втората локација на булеварот Октомвриска револуција со Трета Македонска во рамки на кружниот ток, ново изградениот паркинг, и третиот паркинг е кај градскиот парк, дополнително на локација веднаш до стариот градски парк со малку поголем капацитет, и успеавме да реконструираме и да го зголемиме нивниот капацитет на неколку локации покрај зградите во градот, каде што ни се дава голема можност, особено на опфатот на Октомвриска револуција, да ја зголемиме капацитетноста на сите тие слободни локации за паркирање на возила, и тука ќе ставиме акцент во тој дел на градот во следниот мандат, да се обидеме да го оплемениме и да го збогатиме. Значи, Максим нема намера во следниот мандат, бидејќи го споменавме и ГУПот, да определува на локација Ореов лад да се градат згради и објекти, туку тоа ќе се гради на таа локација тоа што веќе е предвидено со постоечкиот ДУП, а тоа е нова детска градинка, за училиште ќе размислиме и дополнителен зелен појас кој што треба да направи разграничување помеѓу стамбените згради и куќите за индивидуално домување, бидејќи на Куманово му треба повеќе паркиралишта и повеќе зелен простор. Значи, во моментов имаме на располагање две локации во градот, едната ја споменав, тоа е Чоробенско ќоше, кај што си го бараме паркингот да се врати во наше владение, и втората локација е кај поранешно хемиско чистење, тоа е кај Кумановска пивница, каде што тој простор планираме да го расчистиме од времените објекти. Во прва фаза да го уредиме, значи, комплетно со дополнителен капацитет за паркирање, а во втора фаза можеби и да побараме приватен партнер кој што би се нафатил да изгради дополнителен капацитет или една катна гаража, но претходно и да се изврши експропријација. Третата локација, каде што може да се зголеми капацитетот за паркирање на опфатот кон улица 11 октомври, е паркингот зад поранешната Кип банка или популарната локација што ја викаат Шверцери, каде што јас се обидов да монтираме монтажна катна гаража и за жал не најдов на разбирање кај граѓаните кои што живеат тука, но ќе понудиме некои соодветни други решенија во консултација, првенствено со жителите кои што живеат тука, ќе направиме јавно анкетирање, ќе ги повикаме на состанок, ќе им го презентираме тоа што го планираме и се надевам дека ќе наидеме на разбирање. Рак рана во Куманово се оние стари градби за жал на Бисерка, кои што се уште немаат судски епилог, каде што општината нема буквално никаков удел и никакво учество, во континуитет се обраќаме пред стечајниот суд во Велес кој што ги води тие стечајни постапки и до стечајните управници, но за жал ни 1 милиметар не се мрднавме напред, и час поскоро ќе се обидеме да ја процениме нивната склонопадност. За жал, ќе кажам за жал, немавме можност да интервенираме како општина, бидејќи на последните анализи тие објекти не беа прогласени за склонопадни, какви што има многу во градот, каде што во третиот мандат ќе се позанимаваме со рушење на истите, доколку самите собственици не си ги срушат, а верувам дека хотел Кристал конечно ќе биде решен во судските процедури, а доколку не биде решен, ќе побараме истиот да биде отстранет по сила на закон, доколку на истиот му е нарушена статиката. Значи, тоа се старите објекти најубавите во градот, кои што за жал се во туѓи раци и општината не може се уште да интервенира, и јас еви во оваа прилика апелирам и до судските власти и дополнително и до доверителите да ги убрзаат сите тие постапки, почнувајќи од хотел Куманово, кој што веднаш спротив општината, за да еден ден успееме да го решиме проблемот со фасади. Во централно градско подрачје сакаме да направиме буџет и
програма со која што ќе поддржиме изградба на нови фасади на централно градско подрачје, почнувајќи зграда по зграда, каде што сериозно би ги субвенционирале собствениците на тие стамбени објекти во делот на реконструкција на стамбените згради и нивна трансформација во енергетско ефикасни, а превземаме обврска за целосна реконструкција на улица 11 октомври, со нов тип на осветлување, каде што веќе во програмата имаме обезбедено средства за истата и верувам да не ја раскопуваме сега, во овој момент некаде од пролет би тргнале во таа офанзива, дополнително делумна реконструкција на улица Доне Божинов и сите централни улици од прва категорија. Народна револуција, улица Илинденска, значи Гоце Делчев, Доне Божинов, пробивање на кракот на Октомвриска револуција, кој што во моментов е во тек, па го ја оставивме изведбата на кружниот ток поради одредени имотно-правни пречки, дислокација на одредени објекти на таа локација, кои што се вршат во моментов, да биде во понатамошниот период, значи тука имаме изведено изведувач, истиот е воведен во работа, почнавме со отстранување на дрвјата, се јави дополнителна експроприација, се јави потреба отменување на дел на водоводната мрежа и изградба на дополнителен крак за атмосферска канализација, се со цела Октомвриска револуција да ја споиме со стариот градски парк, каде што е во тек завршување на тротоарите од лева страна и мислам дека се завршени, ни остануваат тротоарите од десна страна кон паркот. Значи јас најавувам во следниот период една сериозна градежна експанзија во делот на подобрување на инфраструктурата во централното градско подрачје. Само ќе барам разбирање од граѓаните доколку го добијам мандатот, бидејќи вие не можете да работите во центарот без да раскопувате, но сето тоа што ќе биде раскопано ќе биде заменето комплетно со нешто ново. Нема да се работи на санација, ќе се работи на изградба на нови улици, што значи и самата улица Моша Пијаде, која што ја споменав, ќе добие комплетно нов лик, бидејќи секој слободен простор кој што е таму ќе биде искористен дополнително за паралелно паркирање на самата улица. А режимот на сообраќајот ќе биде дефиниран со одлука на Советот. Општина Куманово изминатите години преку повеќе мерки и субвенции ги поддржуваше ранливите категории на граѓани. Дали предвидувате некои нови мерки, ќе продолжат ли оние досега што беа, доколку сепак ја добиете нели довербата од граѓаните? Ние сме една од општините која што има најголема социјална програма во државата, покрај бесплатниот автобуски превоз, кој што велеа дека е само политички маркетинг, а еве го работи трета година и функционира и граѓаните се возат целосно бесплатно. Можеби автобусите не се најдобри, во најдобра кондиција, можеби ни сите немаат клима, но сепак граѓанинот се качува во Клечовци и доаѓа во Куманово колку пати сака дневно, како е дефинирана линијата, или од било кој друг дел на градот, при тоа не морајќи да запали автомобил и да дојде, и со тоа се намалува метежот во градот. Другата мерка која што е веќе подолг временски период на сила е субвенција за плаќање на јавните давачки за ѓубрарина и вода на сите граѓани од потешките социјални слоеви. Дополнително како општина даваме, значи, на еднородителски семејства финансиска помош, исто така даваме поддршка и на млади брачни парови во делот на плаќање и субвенција на месечна кирија во износ од 100 евра, исто така субвенционираме приклучок на газ за секое домаќинство и тука мислам дека го зголемивме драстично износот на субвенција и уште многу други поблаги и помеки мерки кои што нашите граѓани ги чувствуваат, завршувајќи со народната кујна која што ја воведовме и која што се организира во рамки на ученичкиот дом професор Мијалковиќ, каде што се добиваат бесплатни оброци, бидејќи сметам дека треба да имаме едно социјално општество каде што мора да постои солидарност и тие кои што имаат малку повеќе да платат за оние кои што имаат помалку. Во интерес на времето, во кратки црти само за културата и спорт, што планирате, што предвидувате во наредниот период? Па јас на самиот почеток на првиот мандат реков дека ние не можеме да градиме спорт и да финансираме спорт и спортски активности без спортски терени. И затоа влегов многу смело и изградивме голем број на спортски објекти. Значи, изградивме 4 училишни спортски сали комплетно нови, дополнително реконструкција или
градба на 19 нови отворени игралишта низ градот, и храбро влегуваме во реконструкција на Соколана, каде што изградивме еден комплетно нов спортски комплекс, големо игралиште, мало игралиште, фитнес зона, партерно уредување и што е најбитно, вративме Соколана назад на градот од приватните концесионери, дополнително влегуваме во санација на истата, ги решивме проблемите со статиката на објектот, кој што постоеше опасност да биде срушен. Моментално сето тоа е решено, го променивме кровот на објектот и сега сме во фаза и се подготвуваме за нејзина финална реконструкција, тоа е фазадата, столаријата и внатрешното уредување. Тука добив ветување и лично од премиерот дека ќе бидат обезбедени за тој опфат некаде 700.000 евра. И вториот храбар потфат беше, велат, Максо ја прави 4 години спортската сала, но да подсетам дека некои ја уништуваа спортската сала повеќе од 40 години. Немате во државата изградено ниту една спортска сала, освен оваа наша во Куманово, со сопствени средства на граѓаните на општина Куманово. Една Борис Трајковски, која што беше во Скопје, се градеше 13 години од страна на државата. Ние денеска имаме комплетно реконструирана спортска сала со обезбедени средства за конечно и првпат во историјата на тој објект решавање на позицијата ладење, грејење и вентилација, дополнително обезбедени средства и фаза во постапка на јавно надавање за поставување на фотоволтаични панели на самата спортска сала и исто така обезбедени средства и во фаза на постапка на тендерирање за партерно уредување на кругот околу спортска сала. Јас таму, тој комплекс го гледам како следниот спортски комплекс на градот. Паралелно влеговме и во инвестиција и на самиот постоечки градски базен кој што ни генерира сериозни финансиски издадоци на годишно ниво, ги реконструираме сите постоечки капацитети и обезбедивме, значи изградивме комплетно нови простории од тип на хотелско сместување на сите, мислам дека беа 30 соби со капацитет да се сместуваат домашни и странски екипи кога доаѓаат во гости и тие се во функција, беа тестирани во времето на Младинската олимпијада и можеби имаше забелешки од страна на организаторот од меѓународно ниво за тој настан, но не до Куманово, бидејќи Куманово ги даде на располагање сите своји капацитети и добивме и благодарница и пофалница од Меѓународниот олимписки комитет за таа работа, но целиот тој комплекс во близина на спортска сала го гледам како еден спортски центар на градот, со тоа што можам за прв пат и официјално во јавноста да кажам дека минатата недела ни стигна пресуда од страна на апелациониот суд во Скопје, каде што и фудбалскиот стадион со кој што спротивно на законот стопанисуваше фудбалскиот клуб Мио, веќе со одлука на судот е вратен на општина Куманово и овој фудбалски клуб и неговиот собственик имаат обврска да ни го предадат за да влеземе веднаш во инвестиција на изградба на нов фудбалски терен на истиот постоечки со најсовремен систем за наводнување во соработка со Фудбалската федерација на Македонија и заедно со нив да бараме средства во прва фаза за изградба на одредени мини трибини каде што би можеле да се одржуваат фудбалски напревари, а во моментов се менува и деталниот урбанистички план за тој плански опфат во градот каде што вцртуваме и дополнителен капацитет за паркирање во близина на самиот стадион, самата спортска сала, дополнителни спортски содржини, а конечно се надевам дека ќе успееме на една од тие локации да го вцртаме во дупот, а потоа и да го реализираме еден скейт парк за младите и други нови спортски содржини. Господине Димитриевски, како ја оценувате предизборната кампања? На почетокот на кампањата подпишавте кодекс за фери демократски избори. Дали е фери демократска досегашната кампања? Еве останува уште еден ден. Значи, само мала дигресија на претходното прашање, да кажам дека успеавме и средствата во спортот да ги дисперзираме. Во минатото одеа само за еден клуб, над 90% беше кошаркарскиот клуб Куманово. Денеска состојбата е различна. Сите спортски клубови во општина Куманово кои што се
за члените и се членови на Општинскиот сојуз на спортови добиваат одредени средства и дополнително финансираме спортски настани и манифестации. Поради таквите политики Куманово беше прогласен како европски град на спортот пред неколку години, затоа што ја видоа стратегијата по која работиме и во Куманово спортуваат деца од 3 години па до возрастни над 90 години, горцум на тоа, а спортските резултати во континуирано улагање во спортот и спортските активности, особено на училишниот спорт, еден ден повторно ќе го кренат Куманово на пиедесталот како во 80-тите години. Што се однесува до кампањата, кампањата ја оценувам за фер и коректна, со исклучок на одредени дебати, каде што може би очекувано во секоја кампања да има и ниски удари и така натаму. Мислам дека моите против кандидати, особено тие кои што се чувствуваат за фаворити, се во една инфериорна положба од аспект на поддршка од страна на граѓаните, соочени со фактот дека наидуваат на реална ситуација за нив, а тоа е немање и недостиг на поддршка од граѓаните, тргнувајќи од денеска ќе се обидат да симулираат одредени изборни нерегуларности кои што од самиот старт ги отфрлам, почнувајќи од овој најавен наводен инцидент во населба Средоре, каде што одредени активисти се имаат вербално пресметано и се обидуваат тоа да го прикажат како насилство и ги отфрлам сите тие обвинувања. Мислам дека водевме демократска кампања и ако ова го споредам со периодот од пред 4 години, кога тие истите мои опоненти всушност ја држеа и централната власт на централно ниво и сите оние прогони кои што беа вршени на мене, на моите активисти и сите луѓе кои што ми даваа поддршка во тој период, а се сеќавате и на сите оние полициски акции, подготовки, директна инволвираност на МВР во изборниот процес, мислам дека ние на вистина на овие избори го полагаме и ќе го положиме вистинскиот тест за демократија, за да во недела имаме еден празник за граѓаните, а кумановчани сите добро не знаат, нека излезат масовно на избори и нека дадат поддршка за кој што тие сметаат најдобро, а јас ги уведувам дека ќе продолжам доколку ја добијам поддршката на нашите граѓани, ги повикувам масовно да излезат да гласаат за мене како кандидат за градоначалник за еден континуитет, подреден број 2 и носителката на листа Ивана Георгиевска од Движење Знам за наша Македонија, бидејќи се работи за една квалитетна листа, луѓе кои што голем број од нив се познати во сферите на своето домување, а дополнително и е предизвик да бидат ваши директни представници во Советот на општина Куманово. Значи, Куманово има можност да направи избор помеѓу континуитет и избор да се врати на нешто што некогаш во минатото бил. Каква ќе биде одлуката на наши кумановчани, јас ќе ја почитувам, но како и да е, сепак сметам дека Куманово треба да има во недела празничен ден, а сите ние да одлучиме за иднината на нашиот град. Јас знам дека не може да биде идеално, знам дека можев и многу повеќе од 800 проекти, жалам доколку не успеав да допрам до секој дом, до секоја каче, но ќе го дадам својот максимум, проблемите ги имало и ќе ги имам, а моја работа е да ги има што помалку и затоа знам и Куманово знае и Македонија знае, а верувам дека знам и убеден сум дека кумановците ќе ја направат вистинската определба и ќе го направат вистинскиот избор во недела. На митингот на градскиот плоштад најавивте убедлива победа во првиот круг. Премиерот Христијан Мицкоски ги повика граѓаните да ја дадат поддршката за вас како иден градоначалник, но и да ја поддржат советничката листа на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Колку советнички места очекувате во идниот совет, во идниот состав на советот и дали председател на советот ќе биде од редовите на СНАМ? Јас очекувам сигурна победа на овие избори, дали таа ќе се случи во првиот или вториот круг, ќе кажат кумановчани, нашите сограѓани денеска, тоест во недела. Инаку шансите за успех во прв круг се огромни, но сепак зависи од одзивот, имаме голем број на кандидати. Што се однесува до советничките листи, очекувам победа на советничката листа на ЗНАМ, предводена од Ивана Георгиевска, бидејќи ги имаме најквалитетните кадри и најдобрите решенија, што е различно ЗНАМ од останатите.
Знаме нова политичка партија, растеретена од политика, со луѓе кои што влегуваат во таа партија за прв пат во најголем дел и се обични луѓе од самите граѓани и потекнуваат регионално распоредени да застапуваат региони, различни по нивниот профил, профилација и верувам дека кумановчаните ќе ја препознат силата на таа советничка листа. Мене веќе граѓаните ме знаат, а што се однесува до тоа кој ќе биде во новото мнозинство, ја повеќе од сигурен сум дека следното мнозинство во Советот ќе го сочинуваат советниците на ЗНАМ и на ВМРО-ДПМН, а дополнително во делот на изборот на самиот председател ќе одлучат самите советници, а не јас како градоначалник. Секогаш сум го почитувал Советот како орган, некогаш своевремено и сум го водел, неговата тежина и улога е итекако битна и најбитно е кога граѓаните гласаат за советник, да гласаат за мојот советник. Советник од моето мало, мојот пријател советник, а да го живеат градоначалникот како свој градоначалник и свој партнер, бидејќи јас во овој изминат период направив средба со повеќе од 20.000 граѓани, значи што велиме ние кумановчани тет-а-тет средба, слушнам многу проблеми, се обидов голем број од нив да ги решам и жалам доколку некој имам разочарано и ќе се обидам да се коригирам максимално. Во тој дел не можам да ги решам сите проблеми, не постои чаровно стапче, но сепак е најбитно да се посвети на секој внимание и да се посветиме на решавање на крупни инфраструктурни проекти, бидејќи Куманово е град кој што беше запоставен со децении и конечно доживува еден раст и развој кој што не го говорам на памет, туку се е документирано во овој примерот кој што го имам овде. И еден од 100 примероци кои што ги испринтам на моја сметка Снеже, а на вас ќе ви дадам еден од нив да го имате. За жал немам за сите граѓани да го поделам во кампањата, но сепак кој е заинтересиран им го давам на обид. Така, ви благодариме и уште еднаш ви благодарам на гостувањето. Ми беше чест, ви благодарам на вас и Кумановци, одиме во нова победа, реден број 2, Максим Димитриевски и Ивана Ѓорѓиевска. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.